Добар ден, драги ученици. Добро дојдовте на уште еден час по латински јазик. Денеска ќе се занимаваме со изговорот, но претходно треба да ги разгледаме гласовите, односно како се тие поделени, потоа и двата начина на изговарање, односно читање на зборовите и на крајот читање во практика. Гласовите, како што можете да видите, се поделени на три групи: вокали, односно самогласки, консонанти, односно согласки и дифтонзи, односно двогласки. Кај дифтонзите, да ви објаснам, се работи за два вокала кои што представуваат една целина, односно се изговараат со едно отварање на устата. Што се однесува до изговорот, во латинскиот јазик се разликуваат два начина на изговарање, односно читање на зборовите: класичен и традиционален. Класичниот изговор е начин на говорење со кој се служеле оние на кои латинскиот им бил мајчин јазик, или ако сакате на латински, lingua paterna или sermo patrius. Исто значење имаат и двата израза. Додека традиционалниот изговор е од подоцнежен период и со него се служеле сите оние на кои латинскиот не им бил мајчин јазик и морале да ги прилагодат зборовите на своите гласовни можности, а најчесто бил употребуван во римските провинции. Сознанијата за тоа како точно се изговарале зборовите главно ги добиваме од белешките, односно забелешките на римските граматичари и автори и од транскрипции на латински зборови во други јазици, најчесто од романските јазици. Сега може да ги разгледаме двата начина на читање. Прво, класичниот изговор кој денес обично се употребува при читање на текстови од класичниот период. Дифтонзите ае и ое се читаат исто како што се напишани ае ое или ај ој. Па оттаму имаме аетернус или ајтернус, односно фоедератус или фоидератус. Буквата ке, прочитана на класичен, се чита како к, секогаш се чита како к, значи кандидус или кикеро. Буквата С секогаш се чита како С, па оттаму каесар, односно кајсар. И две С исто така се читаат како С, односно посесио. Буквата И во почетна позиција, кога се наоѓа пред вокал или се наоѓа меѓу два вокали, се чита како Ј. Па оттаму Јувентус или мајор. Буквите Т, односно Т И, се читаат како ти. Па имаме лаетитија, односно лаетитија или јуститија долу. Да видиме сега десно. Буквите КХ, ПХ, ТХ, РХ се читаат како КХ, ПХ, ТХ или РХ. Во примерите кхарта, пхармакија, библиотека, рхитмус, што е малку тешко за читање, слободно можете да го прочитате како ритхмус. Понатаму, буквите Q и U секогаш се читаат како кв, а ква квинтус. Да ви обрнам внимание, буквата Q никогаш не стои сама, секогаш по неа стои буквата U. Одиме понатаму. Буквите N, G, U во оваа комбинација кога се читаат како НГВ, значи лингва или сангвис. Буквите СУ, кога се пред вокал или кога уто е ненагласено, се читаат како СВ, па оттаму свавиум или персвадео. И на крајот буквата X секогаш се чита како КС, па имаме рекс, односно ксерксес. Да разгледаме сега традиционалниот изговор, но прво да ви кажам дека тој денес се употребува при читање средновековни текстови, но и во стручната терминологија, особено во медицината и ветерината, и римското право се разбира. Овде веќе има некои измени во читањето. Дифтонзите ае и ое се читаат како е, па имаме етернус и федератус. Буквата ке, сега е веќе це, кога се наоѓа пред е и играјка, ае и ое, се чита како ц. Па имаме цицеро, ципрус, акцептус. Но во сите други случаи
се чита како К, исто како и во класичниот. Па оттаму Кандидус и Колумба. Буквата С, кога е меѓу вокали или кога стои зад Л, М или Н, се чита како З. Цезар Атениензис. Но кога се две С, останува С. Посесио. Буквата И, исто како и во класичниот, кога е во почетна позиција пред вокал или меѓу два вокали, се чита како Ј. Значи, повторно, Јувентус, односно мајор. Буквите Т и, кога се наоѓаат пред вокал во традиционалниот, се читаат Ци. Затоа овде е Летиција. Но кога зад Ти стојат СТ, односно X, си останува Ти и ќе биде бестија. Буквите ЦХ, ПХ, ТХ, РХ се читаат во традиционалниот како Х, Ф, Т, Р. Значи, полесно се изговараат зборовите. Харта, фармација, библиотека, ритмус. Буквите СЦХ, кога се во ваква комбинација, се читаат како СХ, не како Ш, под влијание на германскиот, туку баш СХ. Исхиас, схема. Повторно, буквата, односно буквите Q и U се читаат КВ и овде, значи ќе си остане аква, квинтус, исто НГУ се читаат НГВ, лингва, сангвис, за СУ и за X важи истото правило како и кај класичниот изговор, значи СУ ќе биде СВ, свавиум персвадео, а X-от ќе си биде КС, рекс, ксерксес. Сега да видиме како ќе изгледа во практика ова што го кажавме. Еве имате еден текст кој што е адаптиран според оригинален текст на римскиот познат говорник Кикерон. Прво ќе го прочитаме на класичен. De templo Minervae Syracusis. Urbs Syracusae maxima Graecarum urbium est et maxime Celebris. Ibi sunt multa templa clara et Celebria, sed maxime Celebre est templum Minervae. In eo pugna erat equestris agat holi regis in tabulis picta praeclare. In tabulis Celebribus parietes templi vestiebantur. Eae tabulae a Marco Marcello Celebriet acri imperatore Romano, qui Syracusas vi consilioque cepit, non tanguntur. Veres autem Celebres tabulas abstulit et parietes, quorum ornatus tot saecula manserant, tot proelia equestria et pedestria fugerant, nudos reliquit. Да видиме сега како ќе изгледа истиот текст на традиционален. De templo Minervae Syracusis. Urbs Syracusae maxima Graecarum urbium est et maxime Celebris. Ibi sunt multa templa clara et Celebria, sed maxime Celebre est templum Minervae. In eo pugna erat equestris agatoli regis in tabulis picta praeclare. In tabulis Celebribus parietes templi vestiebantur. Ee tabule a Marco Marcello celebriet acri imperatore Romano, qui Syracusas vi consilioque cepit, non tanguntur. Veres autem celebres tabulas abstulit et parietes, quorum ornatus tot saecula manserant, tot praelia equestria et pedestria fugerant, nudos reliquit. Тоа би било се за денес, дечки. Имате и домашна задача, 20 зборови да ги напишете и да се обидете да ги прочитате и на класичен и на традиционален изговор. Имајте убав ден, поздрав!